Во прилогот го слушавме гласот на нашата драга колешка Ирина Спировска. Сега и во живо ќе ја поздравиме Линковски, бидејќи таа има многу детали да ни каже со 62-то издание на Рациновите средби. Добро утро, Иринче. Добро утро, Суза, поздрав до тебе и до сите гледачи на телевизија Алфа. И во продолжение зборуваме за еден убав и значаен културен настан со долгогодишна традиција. Од 7 до 17 овој месец во Велес се одржува 62-то издание на Рациновите средби. И оваа година овој настан ќе понуди навистина широка палета на многубројни активности во чест на ликот и делото на Рацин, а во продолжение преку разговорот со професор доктор Кристина Николовска, универзитетски професор, писателка, поетеса, литературен критичар, познат оратор, јавна личност и член на организацијскиот одбор на Рациновите средби. Ќе имаме прилика да дознаеме што ќе се одржува денеска и во тек на следните денови. Прице, добро утро, професор, ки ви благодариме што одвојувате време за да ги информираме гледачите на телевизија Алфа за ова 62-то издание на Рациновите средби. Добро утро, благодарам на прекрасната поддршка на телевизија Алфа, која секогаш е отворена за вредностите од културата, македонскиот јазик и книжевност. Имаме чест пред нашите гледачи на телевизија Алфа да прогласиме дека овие 11 дена Велес и Македонија ќе бидат престолнина на поезијата и на културата, но и на сите придружни активности како што е спортот, рекреацијата, социјализацијата, музичко, поетски настани, културни настани, во кои што сите ќе бидеме сплотени во една прекрасна синергија во чест на нашиот великан Рацин по 62-ри пат. Програмата е импресивна, досега најамбициозна, навистина брилијантна програма. Се надеваме ќе ја задржиме, ќе ја и заслужиме поддршката на Министерството за култура и туризам на Македонија, која оваа година навистина прекрасно ја поддржува манифестацијата. Секако благодарност до министерот Зоран Љутков, благодарност до општина Велес, која извонредно импресивно работи и вложува, покажува дека има капацитет и дека е златоврв на некој начин за во оваа дисциплина афирмирање на македонската култура и рацинологија за сите рацинолюбци, бидејќи предводена од прекрасниот градоначалник Марко Колев, успева да направи навистина една репрезентативна светска манифестација со многу богати содржини и тој раскошен мозаик веќе е започнат, како што знаете, во вашата прекрасна најава кажавте дека од 7 до 17 јуни во Велес се одржуваат една цела палета настани. Например, денес еве уште рано од зорите, оние мугри за кои што Рацин сонува, можеби тие се белите мугри. Во 4:30 часот започна ултрамаратонот на ултрамаратонците кон Лопушник. Во 18 часот ќе имаме прекрасно поетско читање во извонредната спомен куќа на Коста Солев Рацин, каде што велешките поети ќе настапат, а професор доктор Васил Тоциновски ќе промовира списание Велес и потоа ќе има и музичка програма. Во овој прекрасен преплет од настани треба да се издвојат, можеби сите да се кажат, но сепак можеме да издвоиме некои што се најважните. Исто така денес е многу важно, бидејќи во 12 часот ќе бидат прогласени на конференција за медиумите добитниците на Рациновото признание и на почесното Рациново признание, кои се уште се за јавноста се непознати. Понатаму важни настани на 12 јуни во четврток ќе има неколку настани од кои што издвојуваме разни промоции, чествувања, поетски читања. Ќе има промоција на тритомно издание за Коста Рацин, научен труд составен од 3 тома, во кој што главен редактор е академик Катица Ѓулавкова и ќе биде промовирано ова издание. Важно е што во 20 часот ќе биде свеченото отворање во прекрасниот театар Јордан Хаджи Константинов Џинот во Велес, на кој што ќе има богата културно-уметничка програма и на кој што ќе има беседа за Коста Солев Рацин. Тогаш ќе биде врачено и Рациновото признание и ќе има прекрасен настап на музичкото трио Мевлем и Маркови денови. Тоа ќе биде голем музички настан и за пошироката публика. Ги покануваме сите љубители на уметноста, сите рацинолюбци, велешани, но цела Македонија и воопшто сите и од странство, бидејќи ќе имаме учесници, манифестацијата е меѓународна.
Од бројните активности, велам, ќе издвоиме и трибината за македонскиот јазик во чест на 80 години кодификацијата од македонскиот стандарден јазик, која што ќе се одржи во петок. И ќе има учество на научни работници, истражувачи од земјава и ќе говорат за оваа важна тема. Секако исклучителен настан ќе биде и оној на 14 јуни, кога ќе биде поетскиот митинг, учество на 15 поети од странство и од земјава, еминентни во чест на Рацин, и сите тие се мотивирани од стихот на Рациновата прекрасна бесмртна поезија. Тогаш ќе има прекрасен концерт на Васил Хаджиманов, неговиот бенд, и очекуваме и пошироката публика да ужива во овој прекрасен настан под отворено небо, како што Веле знае да живее за тие денови на поезијата, така очекуваме и овој пат сите да бидеме заедно во една прекрасна синергија. Манифестацијата продолжува понатаму, тогаш ќе биде исто така прогласен и ќе има обраќање за почесното признание за истакнат македонист од странство кој што целиот свој живот го посветил на македонистиката, афирмацијата на македонскиот јазик, македонската литература и култура. Понатаму ќе следуваат исто така бројни настани, марш за Рацин ќе има во недела, до Лопушник, и тоа се масовно посетени. Навистина целиот град, цела Македонија тука се вклучена во една прекрасна оркестрација, како што беше и маратонот за овој викенд, каде што имаше и детска трка и трка за возрастни во централното градско подрачје, така што таа мобилизација е многу важна. Општина Велес тука анимира прекрасно едно тело и сите сме ние една, би рекла, филхармонија во која што учествуваме сите, не само оние што се на сцена, туку и тие што се вклучени во сите придружни активности, кои што се енергија, од Рацин е енергија, како што вели слоганот на манифестацијата, зборот од мугрите, аманет што не згаснува, нам тој аманет на сите македонци во Македонија и надвор од Македонија, во целиот свет и во сите времења, и оние што биле пред нас, и оние по нас, тој аманет за тие бели мугри ни е оставен. Ние треба вечно да го негуваме и да биде вечен, и тој аманет, како што и Македонија е бесмртна. Потоа, реков, ќе има уште настани, многу убава ќе имаме представа со која што во вторник ќе заврши, ќе биде затворена манифестацијата за Рацин во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот, и тоа ќе биде прекрасен настан, представата ќе биде круна на сето тоа. Значи 11 дена нека бидат величествени денови и ние да дадеме придонес, благодарност до телевизија Алфа, до господинот Јани Бујаджи кој што ја поддржува, и до вам сите, целата екипа кој што се срдно, еве повелете и на настанот ќе бидете таму, сте прозорец кон јавноста, бидејќи многу значи таа подадена рака, тој прозорец кон културата. Ако ние не го удостоиме великанот Рацин, навистина тоа би бил аманет кој што нема да згасне. Еве го удостојуваме на овој прекрасен начин, се надеваме дека сме удостоени нему, на великанот и на сите великани на македонската поезија, реч и уметност, и воопшто македонистиката, и како што светот се поклонува пред тие вредности, така и ние вечно да се поклонуваме и да ги удостојуваме на најдостоен начин, на врвен начин, да биде злато врв тоа на македонската култура. Покрај многобројните културни настани кои што ги спомнавте, додадовте дека тука се организираат и спортски активности во кои што се вклучени велишани, а овие денови кои што го одбележа крајот на учебната година се одржа и неколку активности кои што ги вклучија учениците и училиштата, па беа организирани и таму поетски читања, садења на дрвца. Што значат ваквите настани и какво е нивното влијание врз младите генерации, токму тие генерации што треба да го наследат тој аманет и некогаш во иднина да го пренесуваат на следни поколенија? Ви благодарам за прекрасното инвентивно прашање. Тоа е суштината на Рациновите средби. Ние не засадуваме само садници, не засадуваме само нов живот биолошки, точно засадуваме, тоа е една прекрасна метафора, но ние засадуваме една длабока свест и длабока почит кон македонската култура и трајните вредности. Прекрасни се тие литературни читања кои што се одржуваа во училиштата, во гимназијата или пред гимназијата чествувања, или на секаде поетските случувања, исто така и детските Рацинови средби кои што се одржуваат на есен, и тие се прекрасна манифестација која се надоврзува и прави една комплексна програма со идеја. Значи овој проект е со визија
и се негува, еве, рациновите средби по 62 пат. Исклучително важно е тоа од мали нозе да се негува тој однос кон културата, кон зборот, кон поезијата, да сме свесни дека ние сме златоврв, дека ние сме врвот на светската култура и дека од тука извира најголемите вредности и на европската и на светската цивилизација, а Рацин е прекрасен, би рекла, диамант во сето тоа, значи еден прекрасен златоврв со кој што можеме да се гордееме. Гледате каква мотивација е, тој непресушен изворник. Ги инспирира и поетите, и уметниците, и сликарите, ќе има изложба и на скулпторска изложба, ќе има спортистите. Тоа е енергија, едноставно таа енергија треба да не понесе кон доброто, кон арното, и да ни покаже колку сме горди, достоинствени, талентирани и креативни. Креативноста е многу важна во сето тоа. Важно е и да се одржи континуитетот. Например, еве симпозиумот е со децении, зборници се објавувале. Тоа е цела наука, цела рацинологија, но и едно прекрасно, безпрекорно рацинолюбие, пред кое ние сите се поклонуваме. Тоа е празник и за Велес. Замислете во град во кој што на фасадите има стихови, портрети на Рацина, реката одишува со поезија Вардар, целиот воздух диши на поезија. Да го прославиме заедно, цела Македонија да биде стихови 11 дена и да биде култура и навистина да споделуваме заедно. А без медиумите, без ова прекрасна поддршка, нема ништо тоа да се случи. Само тогаш ние заедно имаме идеја, се поддржуваме, одиме кон нешто добро и се презентираме пред светската култура на еден врвен, достоинствен начин. Професорке, ви благодарам за одвоеното време и убавата енергија со која ни ги пренесовте сите овие активности кои што ќе го одбележат ова 62 издание на Рациновите средби, а вие, почитувани гледачи, проследете барем дел од оваа програма, искористете богатата културна понуда, научна, спортска, сето она што слушнавте дека ќе се случува во рамки на овие Рацинови средби се до 17 јуни. Појдете до Велес и почувствувајте магијата, бидете дел од аманетот на нашиот великан Коста Солев Рацин. Рацин, со овие зборови се одјавуваме, посакувајќи ви убав устаток од денот, се гледаме повторно утре со нова тема во нашата утринска програма. Благодарам многу, кон честитките и јас се приклучувам.